дојдовте. Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно издание на Лазаров шоу. Чисто информативно, ова е столчето каде што Лазаров ги носи девојчињата. По шкрипењето се осеќа. Еј, го шкрипи. Срамно ти е што ме заеба столче. А вие што ме гледате збунето? Да, јас сум Стефан, само Стефан од иднината, со малце побелена коса, малце подостарен, дупло. Да, не, шала на страна. Коса ми побеле во последниве неколку дена, недела како сакате, откога излезе трейлерот на Black Ops, глава почна да ми чури, коса да ми паѓа оќорев, побелев. Среќа за среќа, едно нешто се уште функционира како што треба. Добре, може да почнеме. Здраво на сите, јас сум Марко, за тие што не ме знаете и за тие што ме знаете, културно е да се представам и денеска ја имам таа чест да го водам Лазаров шоу, затоа што главен гостин денеска, или главни гости, ми се двата лика од трейлерот на Black Ops или серијата во најава, во работа, во снимање. Добро познатата Black Ops околу која што се дигна фама Давид Мука и Стефан Лазаров. Ој пат како гостин, врче, многу ми е чудно, мора да признам. На моје огромно задоволство сте денеска тука во твоето студио. Чекај сега те прашам јас, значи убаво си најави, значи ти си постарен, побелен, фактички јас гостувам крај повозрастниот Лазаров. Една работа ме интересира пред да почнеме. Да? Стан си купи? Како ти го прашам, стан дали си? Уште немам стан, дали си купи, дали ќе Скоро една зграда имам, да не те лажам. Зграда? Да. Со Саник? Со Саник. Со Саник? Да. А чеј ти зарем се сомневаше воопшто во Својата иднина. во својата иднина и во соработката со Ајде. Yes. Ке ве викнам сите на гости во едно идно време. Брат, а знаеш што е најго веќе кога ме праша за стан? Добро. Седнам горе на оваква како си кажеме на поткровје, забори веќе имам огромна тераса таму со дворче све, со тревичка, со дрвца. Седнам лабо на лежалка и си пијам кафеце кабошон. Кафето знаеме да го изговориме во иднината и кабошон, кабошон и така натаму, ама ајде сега денеска сме тука и ќе го викаме кабошон. Кабошон, брат. Ете, така на здравје, ајде сега да се напиеме кафеце и да почнеме со сериозниот дел од разговорот. Ајде, Конор. Ајде, да. Побрати ме ти, бабичо. На здравје, дечки. Убаво кафе, стварно. Топ. Ајде, момци, сега веќе кога сте тука, чекате само вака да се наместам во позата за испрашување и да ве запрашам. Почнуваме. Почнуваме, спремни сте? Да, Родени. Па ние сме тука секогаш кул, лава атмосфера. Не, Ајде добре дојдовте кај мене. Да, стварно. Еј, Добро те најдов. фала Марче, добро те најдов, многу добро си проаѓам до сега. Ама денеска не сме тука за тебе. Па за тебе сме денеска тука. Па сме Да за не него. се лачеме, Денеска да, сме и тука. за Давид и за тебе. За сме. Black Ops. Да, ама нема врска. Ако не на домашен терен, полесно ме да, бац. да. Е, ќе ни се скрати времето, Ајде, се ајде. скрати веќе доста времето, немаме уште многу време за разговор, барем од овој првиот дел. Ме интересира, како започна идејата за целиот проект наречен Black Ops? Ја ќе ти го одговорам тоа, пошто со Били, режисеров на Black Ops, првиот лист што го направивме, првиот драфт за тоа што би требало да биде серијата, го напишавме буквално по пола и памтам искинат беше листот for dramatic effect, онака буквално беше Го искинат. чувате оригиналот? Не знам, може да е кај мене негде под некоја маса или нешто. На брзинка од една страна, иначе оригиналната идеја му беше на Били, не беше оригинална идеја, пошто не едва се поврзува со ова, али требаше Тони Зен да глуми у серија. Тоа од таму дува ветрот. Така? Да, и од Добија пред... пола човек Лазаров. Да. И не, требаше нешто снайперист, па сестра му нешто ја сакал, Бог да чува, не знам, беше така недовршена идеја. И рековме, чекај, ќе седнеме, и веќе од пред 3 години ова постои муабетов, ама он, пошто јас сум музичар, не бев некако стајан у филмскиот свет тогаш и као ми рече намерно, знаеш брат, тебе би те прашувам, ама не те прашувам, пошто знам дека не би се нафатил на вакво нешто. Време пројде, го издававме The Elephant, он го гледаше, му се свиѓаше, тој филм одлично пројде на фестивали интернационални, дојде ми рече случај да ја правиме нешто на македонски, му реков не ти ветувам ништо, ама ако се случи, одма ќе знаеш прв. И чекавме 3-4 месеци дори не се напише ова малце подетално и после одма прв на него му се јавив да Чекај да малце продолжиме. Нешто се случи. Брат, не, сега знам дека не може да падне. Врне историја? Ја The чекам. storm is coming, бе, брат. Цело време се дечки заврна надвор. Не, ова
Да. Како времето се Забрана, отвори кога е во прашање Black Ops. Значи, ќе имате секако да сте уживо со дожд, со град, со се причата на Давид, со Тони Зени, сестра му. Предизвика дошт. Не со Тони за со карактерот на Тони за Зен. Не, карактерот. тој Треба да го биеш уважавам. жалјавено, сестра. Среќа тоа сценарио не помина. Можеш да замислиш како ќе почуваш. Те сакам Тони. Black Ops, цртичка, инцест, игра за целото себество. Мајко мила. Браво за Били, браво за Били. Стигна до делот со Елефант, тоа го кажавме на промоцијата, еве да ја скратиме приказнава. Беше стварно добро тоа парче на Елефант, толку добро склопено, толку добро и изглумено. Давид, тој позадински глас на амерички јазик го имаме тој во Black Ops, толку многу ми се допадна и отидов кај него, викам брат, дај да направиме нешто македонско, дај да направиме нешто што ќе биде за тука. И првичната идеја беше да правиме кратки видеа за мојот YouTube канал. Али Давид кој што го родила мајка му, страшен професионалец, беше во тој стил, а јас не професионалец. Кај мене само дај брат да има да се штанца, беше дај да почекаме да дојде вистинскиот момент, вистинското време и да склопиме нешто добро. Ме интересира кој го направи изборот на актери, зошто баш оваа екипа ја одбрав? Уште кој ги Подоцна ќе пишувавме. зборуваме малце подетално на оваа тема. Да. Океј, уште кога ги пишувавме, одма ги имавме ликовите при ум со Били, знаевме дека Бела ќе биде Тамара, знаевме дека Душан ќе нема да му биде добро. у принцип нема е добро на Душан. Да. Знаевме дека некој што би можело да ми парира тотално обратно од мене, би бил таз со кој што ќе се колеме цело време и ќе се бркаме. И еве до ден денеска со некоја мржња љубов вежбаме секој ден заедно, цело време тоа се. Знаеш каков е, да, многу е разјарен цел однос. Браќа се. Блиски браќа. Добро, сега како ќе го постави муабетот малце. Да, ама да. Постои љубов. Љубовта има многу форми. Така Една од тие е нашата со колење. Се сложи. Да, па не знам, изборот на актери претпоставам на што целиш со прашањето, ќе разговараме на таа тема. За мене е многу интересен, многу специфичен тој момент го направивме сите заедно, бидејќи јас на Давид му кажав кога ми спомна, нели повеќето од нас не се актери, реално, му кажав ова ќе биде или дебакл, тежок, или ќе биде страшен хит. А бројките кои што ги постигаме, колку дена помина, веќе има над 80.000 трейлерот, мислам дека ветува некои многу интересни работи. Извинете тука ова- нешто морам да спомнам кога сме на тема. Осеќам еден момент, значи пред се морам да разјаснам дека имавме официјални аудиции за овие улоги. Јас самиот бев на аудиција за Конор, ги правевме во Автокоманда од Дом на култура со актерски критичари, со комисија, со се. Имавме тешки аудиции, не проаѓавме лесно, не проаѓавме од прва, освен Марија, сестра му на Стефан, што стварно ненормално добро од прва јас присуствував на таа аудиција и сите бевме избезумени колку добро ја донесе улогата. Јас од втора пројдов, не од прва. Беше јасно, ама требаше уште еднаш да се увери. Искрши Да, три да. маси. Не, пошто и работам. Искрши 3 маси, нека ти кажа. Да, што се случи? Премногу влезе во улогата, искрши 3 маси. По маси дека Абе имав Ова маса сентиментален. е за кршење. Не. базирака на Имав таков момент, имав таква сцена кај што требаше да истурам емоции и пробував да се рестрейнам, како си да се он ме учи македонски иначе во приватен живот и во серијал. Прова се воздржиш. Да се воздржам, Ама не успеа да се воздржи. И не успеав, да. македонски заузда. Да се да. Да се зауздаш. Да. Тоа е збор од мое време. Да. И на баба ми. Да, заузда. Али сакам да расчистам еден момент. Дефинитивно одевме на тайпкестинг и отидовме на знаевме кои лица и кои карактери треба да се донесат на екранот. Кои ќе прилегаат од кај нас. Апсолутно, да. И дефинитивно актерската подкрепа што имаме од страна на Ана Стојановска, од страна на Џамбазов, ни помага премногу. Роберт Ристов е исто со нас. Тоа е грбот на тлото актерско на кое што ќе се надевам и ќе се надоградуваме во иднина и така натаму. Значи една екипа на професионалци се плюс, мислам, од Дефинитивно се вброени. Да. А сега направивте одличен трейлер. Ја видовме промоцијата. Промоцијата беше светска, присуствував, морам ја да се пофалам, на моје огромно задоволство бе поканет. Ми интересира какви се сега импресиите, откако помина сега. Импресиите, па јас мислам дека сите се чувствуваме што бевме таму и не само актерската екипа, туку и сите што беа таму како гости што се сликаа со нас дечињава, се воодушевени заради тоа што и наслојове кои што ги имаше по медиуми го донесовме Холивуд во Скопје. И сега јас лично малце од друга перспектива го видов се тоа, колку малку и фали на нашава држава за да се донесе моментот на Холивуд или не знам што, еден црвен тепих, 2 блендирани возила и 10 луѓе кои што се облекле малце пубаво од секој дневието. Како го кажува? Види, знаеш како,
за жал, живееме во држава каде што талентот не се цени. Живееме во држава каде што многу талентирани луѓе, не само ние што сме тука, многу ретко и тешко добиваат шанса. Затоа, како што кажа Давид, се собравме една екипа ентузијасти кои што ни е преку глава од моментот да ни даде некој. Нема потреба, сами ќе го направиме. Дали луѓето верувале или не на стартот, јас почитувам дека не треба можеби некој да верува, но е добро да се даде шанса. Така. Кога ќе се види таа шанса, дали е добра, после ќе Секоја судиме. критика е во ред. Се Така дека е, се поминат така е. неки граници, нели Така оние е. кај Да. нас не знаат проблемот е да критикуваат, одма влегуваат со лични навреди. Тоа е. Тоа веќе не е критика. А иначе ја тоа викам да. Тој е хејт. Критика е добре дојде на секоја, зашто Нормално. критика најмногу се учи. Така е. Сега да не се лажеме, еве ја од искуство ќе кажам, ајде дека Како така. не, критика најмногу камо се да научи. имавме компетентен кадар кој што секојдневно ќе не критикува. Да те освести, тоа е работата. Тогаш да квалитетот ќе се подигне. Иначе за склопот на луѓе за кои што збориме, ние сме од многу различни бранши. Еве, јас сум музичар, меѓутоа имаме толку различни жанрови на музичари овде во проектов сам, кој што е многу лесно да ги согледаме меѓу себе различностите. Меѓутоа ние успеавме баш на фамилиарна база некако така да се осетиме и да си ги поспешуваме тие убавите страни и секој си ги знае и своите фалинки, секој си ги знае и Да, своите свесен доблести, за себе ама си, се така. поддржуваме и тоа не е лесно. Па дојде човекот 10-15 го души актериве се поддржуваме и сите меѓу себе најдоброто го истакнуваме на површина. Да. Тоа е најголемиот достиг до сега на Black Ops. Што успеа да ги сплоти тоа, знаете колку е лесно да се хейтаме меѓу себе. Таско бил трапер, Лазаров бил јутубер, јас сум музичар од друга бранша скроз, не знам, и така натаму и така натаму. Лесно е да се хејта. Гледајте високите страсти да ги мотивирате. Се сложувам. Приказната, барем мене, ми делува светски, но дел од луѓето, барем тоа што видов, ја поврзуваат, се гледале Јужни ветар, српската серија. Не сум гледал, ама од тексту. Ја поврзуваат баш со таа серија. Ме интересира мене колку има сличности. Па види, најинтересно беше со тоа што кога склопувавме Black Ops, Давид без тоа неговото америчкото не може да избегне, а балканското пак е него многу ретко го наоѓаш и баш така дојдовме до тој момент што сега го поврзуваат со Јужни ветар. Јужни ветар е балкански хит. Македонија е дел од Балканот. Така. Србија и Македонија се многу слични со некои ствари што ги живееме, реално. Нормално е дека ќе се поврзуваат, но приказната со Јужни ветар и Black Ops немаат допирна точка. Можеби единствено нешто е што Освен сме балканци. Продукцијата што ќе биде на високо ниво како и таа. Да, мислам Не, дека зборам за приказната. Зборам за приказната. Така да делот со Таско, со нели, со кокаин, со диско, со Тамара, со криминал, тоа е Балканот, но баш поради тој неговиот дел на Конор ќе се разликува многу. Го имате најзвучното име, неки од вас да ме навреда, ама Игор Џамбазов е дел од трейлерот, од серијата Black Ops. Севкупно, верувам дека сите ги интересира тој дел од приказната, да навлеземе малце. Игор е многу мистериозен во приватен живот, морам да кажам, и јас сум фасциниран што е тоа така, бидејќи стварно го има оној star power мист околу него, знаеш, вака ти е, уште го гледаш Игор Џамбазов и Игор, а глумиме заедно, колеги сме, ама уште го има тој момент, пошто нели од деца го знаеме и онака. И глуми најмистериозен карактер во серијата што можеш да го замислиш. Не знаеме кој од кај дошол, зошто дошол и каде оди. И буквално беше оригиналниот лик, единствениот лик што можеше да изинтерпретира таа улога. И многу ми е мило што прифати. Не беше лесно да се стигне да се аплицира према него со понуда, али прифати и дојде добродушно и го препозна ентузијазмот, тоа се негови зборови во проектов кој што навистина не тера дале. Една работа ми кажа на дента на премиерата на трейлерот, ми се јави, ме спреми за некакви негативни потенцијални коментари, ми рече не се секирај, секогаш во животов се случува ова и знаеше дека ќе биде на голем размер и затоа ми се јави. Човекот директно. Да, и само ми се јави и само едно ми се јави со муавет епа топ. И ја не знаев што ми збори, викам добро, ти се свигаше ова, стварно викам идеме само на тоа ми одговори идеме дале во негов фазон. И тоа беше тоа. Јас би додал 3 збора само за Игор Џамбазов. Поздрав до сите кои што не веруваат моментално во оваа серија, но лично јас кога Игор Џамбазов ќе поверува на сценарио без да е снимено, сега после трейлер, мене толку ми треба. И мојот збор кога дознав дека Игор Џамбазов сака да биде дел од оваа серија, му кажав брат, 90% од мојот буџет може да си го скратиш, тај му го направи.
И ќе биде Требаше скратен. да се гребам за буџет Лазаров. денеска. Нема да биде сега. Ако знаете, пишете колку му е дневница, си барам дневницата ден. То, Па не видим, бе, не е малку. Да. Има доста становите треба да останат за видни. Сега вака од тука ќе ви спратам на луто пиперче малку. Така, спремете се за малце. Кој знае чиј физум е тоа? Пикантни прашања, не знам. Ќе го прашаме. Ајде да. Толку па и ти помаранча. Имаш нешто? Тишина бе, вие двајца тамо. Имам многу Добро, добро, Еј. извини Марче, не. Кој е најдосаден на сетот? Лазаров. Давид. Давид, тешки ли се за снимање сцените со Ана? Пас. Ја испичи. Не, лесни. Во ти беше, Лесни признам. професионални. Тоа ти беше. Shut up. Зошто и во оваа серија прв умират афроамериканец? За да добијам пари од америчка амбасада. Каква реакција би имале вие за овој проект ако сте во улога на публика? Какви дебили човече, тоа е ненормална работа. Како може на некој да му текне ваква глупост да направи? Дали се нормални пит? Ја би тепал некој. Зошто се уште немате буџет за серијата? Зашо нема пари? Не е буџет. Пари не су проблем, пари нема. Да. Пари нема. И кај мене исто. Дали ќе бидат повикани и други актери за серијата? Да, дефинитивно и надвор од Македонија. Да. Фала Богу ќе нас спасат. Зошто само Петар Бабич нема жена во серијата? Пријателет, ова ти треба да го одговориш. Не. Тоа скриптерите, имаме 5 скриптери, еден по еден, можеш да ги прашаш кога си сам со нив во Јас студио. мислам дека тука Марта ми ја ела. Ништо не смеам да кажам. Смееш ли да кажеш зошто действието почнува во Америка? Затоа што мојот карактер потекнува од Америка, Ај сега реално кажи. затоа што сакав да им донесам една таква перспектива на народот Ај сега овде, реално кажи. затоа што Треба да направиме пари. зашто Макдоналдс е супер. Се шал. Не. Жал ми е тоа. Луто пиперче. Одиме со прашање од фанови. Не знам зашто се развика вака, ама добро ми иде. Што ви беше целта кога ја почнавте серијата? Трајче, долна црта, Павлов. Зашто Илија? Го дам трајче. Па, сакаш и ти и ја. Ајде ти прв. Кратки Па ќе видео. бидам многу краток. Целта беше да направиме нешто македонско, да се каже дека е македонско и да се знае дека е македонско. Може чуден одговор, се Да. прифаќа тоа? Да. Целта ми беше следно. Секој ден кога стојам на пешачки, ја гледам нагоре, сите околу мене гледаат надолу. Сакав таа перспектива, колку е уствари чуден терен Балканов, да го донесам на луѓето и да го видат малце од друга страна. Сакав да сватат колку чудни се чудните работи овде, а не да си ги зијаме здраво за готово. Така. И во добра и во лоша смисла. Од Илеаче, ако ви требаше година за трейлерот, колку ќе ви треба за сезона? Не, добро. Реално не е дека ни требаше година за трейлерот, туку ја чекавме и реално ситуацијава со коронава малку да се среза да можеме да направиме таква премиера за да биде забележано. Барем така мислам јас. Се сложувам, Не, нема што да знам, додам. јас сум од самите почетоци да пратам кога почнав. Инаку не требаше година дена, реално. Кога ќе излезе пилот епизодата и колку сезони е предвидено да има серијата, Антонио Стергиу го поставува. Јас ќе земам ова. Долго траат процесите на пред се изработка, после дистрибуција е многу поценуван процес бидејќи толку многу папирологија има во тоа. Толку многу одлуки што се круцијални за тоа како ќе се развие понатаму проектот. Така да верувам дека негде до крај на 2021, почеток на 2022, дефинитивно нема да доживееме пилот епизода. Меѓутоа, толку многу активности и други пропратни работи ќе се случуваат на овој план, што нема да излеземе од колосек со проектов. Нонстоп ќе бидеме сите инволвирани и сите ќе бидеме во тек до кај сме, што сме и кога не очекува првата епизода. Да, саш да додадеш. Добро. И боле. На кој начин ги биравте ликовите, иако дел од нив не се занимаваат со глума? Аудиција или Микич? Знаеш, јас ќе го одговорам прашањево не како ги бирале ликовите, бидејќи мислам дека тој го кажавме. Да. Сакам да искоментирам на Актерите кратко како една се? друга ситуација. Само во нашата држава е чудно кога личности од друга сфера што се бават од шоу бизнес, како на пример музика, јутуберство, водителство, ќе се прешалтаат во
во театар, во глума, во филм, само кај нас е чудно заради тоа што сме многу мала држава и ситуацијата да Стефан Клошаран до вчера што беше водител саки биде актер. Например, лikoви како не знам Ники Минаш, Ариана Гранде, Дженифер Лопез, например, еден Силвестер Сталоне кој што не му го прифатија Роки Балбоа, например, да го прави и така натаму Рамбо таму, уопште не е проблем да го прават тоа. Секаде во светот е така. Заради тоа што премногу ни се блиски дејностите, но кога ќе се прешалтаме, ни е потребна само малку некој да ни каже вака треба, да ти помогне. Затоа и ќе има и други актери. Голем процент од народов кај нас заборавивме да сонуваме. Сите што сонуваат и што се искрени и што работат на своите соништа, тука сме да ги поддржиме. Очекуваме и реципрочно да се случи тоа, искрено. Се реши да не го прочитам кој го поставил прашањево, ама дрско малце, да се надоврземе баш со претходното. Зошто изигравате актери, а при тоа немате никакво адекватно образование за тоа? Ете, баш тоа го кажав. Сметам, не знам како ќе ме разбере народот. Не зборам дека образование не треба. Напротив, сите треба да се образоваме. Но, лично мој убедување е дека за јавна професија образование не ти треба. Или брат го имаш у себе и можеш да напредуваш, или го немаш. Истиот тој муабет мене ми го прави кога бев на почетокот за водител, првиот пат. Кај овој глупиов ќе биде на телевизија, не речите, нема однос со камера. За година дена сите оние што имаат образование, завршиле новинарство, што и да е, водители се, јас ги поминав, не е проблем. Значи, само треба да работиш. Талентот, нели вика, 10% и 90% напорна работа. Ми текнува зашто сакавме рок-н-рол заради бунтовништво. Еднаш кога своевремено бев на концерт на флейтист кој што не направи ни една грешка. И покојниот Саша Ѓумар, диригент, може некој од вас ќе го знаат, голем човек, што имам многу почит према него. Го прашав како му се свигаше, рече не ми се свига. Викам зошто ни една грешка не направи. Токму заради тоа што ни една грешка не направи. Тоа бунтовништво што го бараме. Срцето. Морате сами да ги правите работите во кои што верувате индустријата овде, а и некогаш и во светот не налага да се игра по правила. Нема правило, така јас сметам дека во вас самите си ги поставуваме правилата така. така. Го зборам. Значи ова не е работа која што е административна, не сме ние денеска во канцеларија. Така не можеш по формула да работиш. Грешката е симпатична. Точно така. Се сложам. Кариерата направив на грешки. Животот ми се заснова на грешки, а буба и грешки, што стварно. Јас бев грешка. Добро, за моите ја бев грешка. Само еднаш го признаа тоа. Како Лазаров дојде до улогата на Бабич од Клим четворче, Климче 808. Климче. Много едноставно тоа, значи го направивме мојот карактер, идеме со Давид да пукаме со пушки и не знам зашто во кола јас кажав брат, јас сакам да бидам Бабич и ме гледа, зошто треба бидеш, али Бабич. Не, значи не Бабуш му дошло. Бабич. Да Бабуш се почети аеродромското. И така некако и беше Бабич, и за што да биде Бабич, да биде Петар. Така дојде до Петар Бабич, на кола одевме да пукаме таму. Че прво го имавте презимето Бабич? Прво беше Бабич. Па и дојде Петар. Мене ми лоше чу. Ја го приказнава, добро. Не сами се излегуваат овие работи, инспирацијава само Детево, ама стварно ова е добра идеја за како да си го крстиш дека прво презимето го лепиш на ците, го гледате со жената и лепи имиња. Танк. Ама многу е битна интонацијата на изговарање. Да. Бабич. Така. Вака би направил даре. Петре. Бабич. Може да замислиш девојче. Сваќаш ли се? Бабич! И замисли, тој Бабич нема жена во серијата. Ке добие бе некоја можда. Ја мислам дека ќе добие. Не е се така Тоа ќе ја добиш. Марта ќе го раскине. Ја мислам и дека Оди на следно прашање. па дете доби па за една жена па и ти. Кој добил дете бе? Па не Бабич, ама Стефан еднашка можда Да, добие. да. Не знам што се Не, дешава сега. нема врска. ништо. Водителот оставен во сенка, во заблуда. Ќе видите това. Ајде да се вратиме на прашањето од фанови. Ќе има ли Black Ops на Netflix? Даме долна црта Христов. Дечки, тоа е плана. Ќе видиме. Тоа е план. Тоа е некој од Дај Боже, плановите. дај Боже, дај Еден од плановите е тоа. Дај Боже. Не смеам многу да зборам, не смеам ништо да зборам и ова не смеам, ама да знаете дека целиме високо, па што и да се случи после, правиме ќе ние. бидете со нас. Наш овакво YouTube канал и ќе крсе Netflix. Да. Ќе пуштаме видео на Netflix што Кој са? светивме. Да. Да.
Последно прашање, шална страна. Што ако направивте трейлер, а не снимате серија? Захариевска Андријана ме прашува. Стварно, што ако се случи тоа, излезе трейлерот, се потрошија пари, време, енергија и... Не, мислам дека тоа не е во ситуација опција, заради тоа што имаме веќе планови Б, С, како серијава да доживее свој пласман. Финтата е што моментално се бориме за најдобрите и поволните можни услови и за тоа баш за план А се бориме. Не сме ни стигнати до план Б и С. Значи во секој случај мислам дека таа опасност да ја нема серијава 99% би ја исклучил. Можам да кажам онака убедено. Ми се допаѓа што решени се, готово. А и морам да кажам дека нема план Б заради тоа што ако има план Б, ти си одзимаш од фокусот према план А. Така значи е. мора да биде најдобро што ќе биде, што може да биде. Откако добро ќе го стремиш план А, ќе почнеш да го реализираш, мисли на план Б више може да се размислува. Океј, сега не сме до таму. Тоа Идеме далеко е од тоа, нема потребна енергија. Јас би завршил со интервју што збориме за Black Ops. Ако ти кажеш дека 99% ќе биде, јас ќе кажам дека 100% ќе биде заради тоа што сме екипа која што докажала во многу пати во нашите кариери дека кога сите мислеле дека сме готови, сме паднале и не снемува, го правиме моментот нагоре. Така да нема да дозволиме да ја нема оваа серија и сега ќе го кажам, можеби ќе ми се наспеат многу, ново интервју ќе се гледа за неколку години и ќе остане ова со што сега ќе го кажам. Можете сите да не верувате, но доволно да веруваат луѓето кои што сме тука. Така да, а за тие што не веруваат, ќе докажеме кој е нашиот потенцијал. Ќе бидат. Зашто Лазаров кажа дека за крај е ова, шоуто е негово, ќе мора да го прифатам тоа како сурова реалност и да кажам, тоа беше се за денеска во Лазаров шоу, дојде се седнеш на твоето место, јас да видам како беше таму и драги гледачи, чест и огромно задоволство, фала што ми даде да седнам на твоето место, еве ти ги прашањата, опуштено чао од мене, во иднина повторно со вашиот омилен Стефан Лазаров и Давид Нуга секако. Чао! All I wanna do is just flex. Big body ting, have sex. No phone calls, just text.